Погледот на овој град од векот бил свртен кон сонцето. Никогаш не сакал да ги затвори очите пред темнината, па и на своето знаме запишал два излеза – слобода или смрт. Ние утринава поранивме над Крушево, за да го видиме излезот на сонцето, зашто овде сонцето изгрева најрано. Ова место историјата го осудила на љубопитни истражувања од научници и пискарала, за кои уште долго ќе има понешто за откривање од пребогатото историско и уметничко наследство. На оваа височина таа оставила 70 паметници да сведочат пред нас како црквата Свети Никола, чие клепало толку чисто уште во споменот од звонува небаре на 2 август 1903, кога звонот објави уште една епизода во непрекинатата борба на македонскиот народ за сопствен национален статус како обид за излез од вековното робство. 2 август 1903 пукна од тежината на распаднатите османлиски економски и политички елементи, што најмногу се наталожија во Македонија, каде што времето беше застанато и каде што, како сурогат на политиката, се усовршуваа само угнетувачките форми, што се препознаваше во заострувањето на општествените спротивности. 2 август 1903 беше 10-годишен плод од работата на тајната македонско-одринска револуционерна организација, чија основна цел беше со масовно вооружено востание, ослободување од турското робство и извојување политичка автономија за Македонија. Творците, визионерите и мечтателите на Илинденската револуција, Гоце Делчев, Даме Груев, Јане Сандански, Ѓорче Петров, Димо Хаджидимов и другите, знаеа дека успехот на нивната идеја ќе зависи од остварувањето единство на националната и социјалната револуција. Иако пред време наметнато решението за дигање востание од страна на врховистичките провокатори, поддржувани од великобугарската завојувачка политика, сепак на 2 август 1903 по организирани напади како круна беше воспоставена Крушевската република. Тогаш се виде и револуционерниот интернационализам на македонските социјалисти, начело со Никола Карев, за рамноправност, братство и обединување на сите без разлика на вера и народност. Најголемото дело и споменик на револуционерната власт, што ја афирмира како единствена во тоа време на Балканот, представуваше манифестот до муслиманското население, со кој тоа се повикуваше на заедничка борба. Тоа беше идеал во името на кој македонските востаници без двоумење ја пролеваа својата крв. Но тоа не беше доволно да се извојува целосна победа. Крушевската република беше урната по 10 дена, а до втората половина на октомври истата година востанието во Битолскиот револуционерен округ и во цела Македонија беше во крв задушено. Мечкин камен и легендарниот Питугули длабоко се врежани во свеста кај нашиот македонски човек, без разлика на кој простори тој живеел. Во толку повеќе што на ова место на 1440 метри новој масив на најокрвавениот македонски камен, како еден млад поет неодамна кажа, е одиграна најголемата македонска битка во текот на Илинденското востание при одбраната на Крушевската република. На 12 август, точно на ова место, Питугули со неговите востаници беше го зафатил целиот овој масив на Мечкин камен, за да ги одбрани од напади и своите граѓани, својот роден крај. Од према Прилеп, од према Прибилци и од према Кичево, тие се клучните места од каде што доаѓаше турскиот аскер пострамен, тука да го спаси образот на тогашната многу голема и јака турска империја. Меѓутоа, Питугули со неговите востаници се запоставуваат овдека точно на 12 август, предпладне околу 11 часот, а вечерта престојуваат заедно со својата чета во манастирот Свети Атанас Журечки. Пред време уште му се имаше кажано, имаше абер добиено од Петар Ацев од Прилеп, дека голема турска војска начело со некој Бахтијар Паша доаѓа да го задуши востанието. А тие на повеќе пати ги принудува, односно ги поканува да го предадат, да се предадат и дека султанот нив ќе им опрости за
злоделото што го има направено и срамот што му го нанесе на толку големата тогашна турска империја. Меѓутоа востаниците, Битугули, другите раководители на востанието одговараа со: ние не излеговме да се предаваме, туку излеговме за слободна Македонија. На нашите глава, на нашите чела пишува слобода или смрт. Овој споменик е откриен точно на 2 август на 80 годишнината од Илинденското востание, поточно 1983 година, на авторот и академикот Димо Тодоровски, наш познат скулптор, кој што не доживеа само пред 90 дена од откривањето на споменикот почина и остави еден грандиозен споменик да подсетува на младите поколенија за онај Илинден од 1903 година, како и Илинден од 1944 година, кога во манастирот Прокоп Пчински се удрени темелите на македонската државност. Точно тој континуитет го запазија и припадниците на организацијата на Сојузот на борците и борците од Крушево, кога со сопствени средства, со средства на општината Крушево, пред се на Сојузот на борците и активноста на неколку души, е откриен овој споменик, да повторам, да се сеќаваат поколенијата што аѓаат на двата Илиндена. Крушево гореше. Наспроти турската артилерија востанички црешови топчиња. Бахтијар Паша седнат на гумење се восхитуваше што го обели образот на султанот. Заинтересирани само за поделбата на Македонија, владеачките кругови во Грција, Бугарија и Србија, борбата на македонската револуционерна организација ја сметаа како акт против нивните интереси кон Македонија. Затоа нив и не ги интересираше победата на Илинденското востание и затоа не се погрижија да помогнат. На гумење сега рти зрно, посеано од Искра и Јордан Грабуловски, рефлектирајќи го пламенот на револуционерната историја. Ова е срце што добронамерниот гостин ќе го прими во својата утроба, на мека и топла македонска черга исткаена со сончеви конци на витражите на Борко Лазевски, кои почнуваат да работат штом сонцето ќе го насочи својот поглед кон Крушево. Ова е и Буздован што го предупредува секого што ќе се обиде да фрли какол во оваа троскотна билка и да му стави чемер на ова големо срце. Ова е и светилник во разбрануваното море на миролюбиви идеи, во морето на неостварени желби за почитување на човековите права и слободи, ориентација кон брегот на човековото достоинство. Ова е вселенски брод што е овде спуштен од вселената и мирно и опоменувачки чека на возниот ред за 21. век, во кој македонскиот народ треба да одлета во височините на европските технологии и цивилизации. Македонија го има својот прв Илинден, прославен во крвави денови на пораз и на тешки страдања во текот на 4 век. Таа ќе го има и својот втори Илинден, но веќе при идната нова и сигурна епоха на блиски победи и ослободување. Овој втори Илинден е близок, тој доаѓа, предвидува Димо Хаджидимов 17 години пред доаѓањето на вториот Илинден. Тој се приближуваше, поголем од првиот по целите и по крајните резултати. Крушево пак беше плодно тло за сеење револуционерно семе. Во 1935 година се формира првата партиска келија во Крушево. Наиме, во 1934 година се формира Средскиот суд во Крушево, во кој Средски суд една екипа дојде од разни краишта на Југославија за формирање суд, меѓу нив доаѓа и ова е бисто кој персонифицира Никола Ѓурковиќ, народен херој,
кои заедно наиде на еден терен, готов терен на луѓе кои горе-доле прогресивни бева, и од нас, мене, Томо Кутурец и Телемак Борјар, формира првата партиска ќелија во Крушево. Таа прва партиска ќелија подосна се развива по пат на разни екскурзии, по пат на разни приредби, прибирање на разни членови прибирање на разни луѓе околу нас, и со многу читалачки групи, марксистички групи, симпатизери, блиски луѓе на партијата, се развива во една масовна партиска организација со многу партиски ќели и искоески групи, прераснува во една партиска организација која подосна бројчано по мене, мислам дека беше една од побројните партиски организации во Македонија. Нашата партија во почетокот, мислам таа партиска ќелија во почетокот беше поврзана преку Никола Ѓурковиќ, а подосна целата партиска организација со партиската организација на Прилеп. Мислам дека со формирањето на партиска организација, со проширувањето на незината дејност, со незиното масовување и така натаму, се створива идеални предуслови за формирање на партизанскиот одред во 1942 година во Крушево. По 4-годишна борба на историскиот втор Илинден 1944 година на првото заседание на АСНОМ беа прифатени решенијата на второто заседание на АВНОј и преку прокламирањето на Федерална Македонија како составен дел на Демократска федеративна Југославија беше промовиран националниот суверенитет и рамноправноста на македонскиот народ во рамките на Југословенската федерација. Првите знаци на живот на Крушево датираат од 15-тиот век. Некои ископини во близината на Трстеник укажуваат на живот на ова место уште во римско време. Крушево, или по турски Орлово гнездо, почнало да се свива во 1467 година како село и така живеело до 18-тиот век. Во 1769 година и во 1788, бегајќи од теророт на Алипаша Јанински од Москополе, Грамос, Епир и Тесалија, овде се населиле власите. Теророт на лутиот паша ги натерал власите да го изберат Крушево за ново место за живење, и тоа на 1250 метри надморска височина, тешко пристапно, речиси скриено од очите на турците. Тие ја изградиле црквата Свети Никола, околу која се создале маалата. Власите се од илирско-трачанската група народи, зборуваат влашки кои спаѓа во романската група јазици и има сличности со францускиот, италијанскиот, шпанскиот и латинскиот. Од стариот крај донесле многу занаети, кујунџискиот, самарџискиот, казанџискиот, калајџискиот и други. Оние што дошле од Грамос пак биле сточари. Идеалните услови за сточарење биле предуслов за развој на сточарството и за занаетите обусловени од него. Преработка на сточарски производи, кожарскиот занает, чевларскиот, бојаџискиот, светјарскиот, сапунџискиот, везењето и така натаму. Во Крушевската кланица годишно се колеле околу 30.000 овци и кози и сето тоа се преработувало и се подготвувало за пазар, па крушевските трговци стигнувале до Виена, Лајпциг, Будимпешта, Букурешт, Цариград, Смирна, Атина, Александрија, дури до Адис Абеба, а подоцна оделе и во Америка и во Канада. Со оцелувањето на гурбетчиите и трговците кон крајот на минатиот век, населението во Крушево не се намалува. На нивно место доаѓале мијаците од Дебар, Кичево, Демирхисар и Прилеп и со себе ги носеле градежните традиции, ѕидарскиот занает, столарскиот, резбарскиот, копаничарскиот, зографскиот и други. Па овде и во околината оставиле вредни архитектонски, резбарски и иконографски дела. Развојот на градовите низ историјата
најмногу се очитува низ нивните архитектонски и урбанистички остварувања, кои се резултат на развојот на општествените постигања на луѓето, општокултурните, ликовните и другите. Крушево е еден таков град кој настанал во почетокот на 18 век и кој уште во почетокот го доживеал својот процват. Негова карактеристика е и тоа што настанал во временски краток период. Овој развој на Крушево се огледа низ неговата архитектура и урбанизам. Најголем впечаток во архитектурата и во урбанизмот на градот оставил точно тој почеток на формирање на градот, кога градот го доживеал и својот врв. Крушево ја има таа срекна околност што во себе ги спојува источните и западните влијанија во архитектурата. Како што знаеме, власите кои дошле од Москополе, Епир и Тесалија ги донеле својот начин на живот и култура од родниот крај. Мијаците доселени во Крушево ја донеле градежната традиција, додека пак сите заедно, крушевчани како трговци и како печалбари, доста патувале на запад, со што во Крушево ги донеле и западните влијанија. Тоа се отчитува како на архитектурата на објектите, така и во внатрешното уредување. Крушевската куќа е спој на сите овие влијанија. Тие влијанија најмногу се очитуваат во фасадите на објектите. Читливи се во металните детали, оградите на балконите, во формата на прозорите, во тимпанонот, во обработката на сите оние карактеристични крушевски детали. Исто така, под влијание на местоположбата на теренот, знаеме дека Крушево има амфитеатрална положба, куќите се во подножјето камени, додека катовите се обработени во малтер, со лесна бондручна конструкција, така да тие сите заедно ствараат еден волуменски простор кој со својата живописност ствара еден впечаток и го оддава овој гениус лоци кој е карактеристичен за архитектурата настаната без архитект. Куќите во Крушево одсекогаш биле беспрекорно чисти. За хигиенските навики на крушевчани зборува и тоа дека во градот, уште во Турско, е изградена канализација која со известни адаптации и поправки служи и денес. Во 1858 година овде поминал австрискиот патеписец Хан и забележал дека Крушево има 1400 куќи, 32 ана и 10 ковачници, каде што се обработувал бакар, калај и железо од Самоков и од Солун. Кон крајот на 19 век Крушево имало 9.500 жители, 5.000 македонци, 4.000 власи и 400 албанци. Гледајќи го развојот на Крушево, битолските бегови му фрлиле око па почнале да ги обвинуваат крушевчани дека куќите ги градат на нивно земјиште. Но по 10 годишен спор крушевчани успеале со плаќање на 250.000 гроша да ја откупат наклоноста на султанот, така што тој во 1842 година со овој ферман наредил во Крушево да не се населува турско население, да не се градат џамии, амами, безистени и други објекти во исламска архитектура. Со тоа на градот му е признат статус на слободен град среде феудалниот и робски турски систем. Крушево и Дубровник по ова се слични. Дубровник со годишни даноци во злато и во свила ја одржал својата трговска слобода. Денеска Крушево е прекрасно во 4 сезони. Живее во љубов со своите 5000 гостопримливи жители. Улиците му мирисаат на бор, а куќите на цвеќе. Овде од Скопје се доаѓа од две страни, преку Прилеп и преку Кичево по убави асфалтирани патишта. Во првиот контакт со раскошната архитектура, со притиснатите куќи една за друга, имате впечаток дека тие се толку амфитеатрално начичкани што меѓу нив не ќе можете да поминете.
Но ако малку навлезете, ќе се сретнете со единствен амбиент на комплексна градска архитектура, тесни улички во кои многу често ќе сретнете куќи со спомен плоча која обележува дека тука живеел и работел некој од многобројните јунаци на македонската историја. Тогаш сваќате дека овој град е всушност град споменик и дека во туристичката понуда историјата рамноправно учествува заедно со природните убавини и со уметноста. Во Крушево можат да се видат неколку галерии на светска уметност, вредности што со голем пиетет би ги одгледувале најголемите светски музеи. Црквата Свети Јован во центарот на градот, во својата внатрешност содржи иконостас со резба какво што во светот имаат само црквите Свети Јован Бигорски и црквата Свети Спас од 19. век. Во црквата е поставена и галерија на икони од 19. век, дело на крушевските зографи. Посебно културно богатство представува галеријата на слики на крушевчанецот, сликар Никола Мартиновски, изложени во голема пространа староградска крушевска куќа во близината на центарот. На 2 август 1968 година, во еден од бисерите на старата градска архитектура од минатиот век во Крушево, беше отворена изложбата на слики од Никола Мартиновски, основоположник и доаѓен на современата македонска ликовна уметност, академик, добитник на наградата на Авној и на многу други општествени признанија. Во галеријава се изложени 62 експонати, од кои 38 масла, 3 темпери и 21 цртеж, дела настанати меѓу 1928 и 1968 година. Инаку Никола Мартиновски се родил на 18 август 1903 година во Крушево, кога се уште се чувствувал чадот на опожарениот град. Основното и средното училиште го завршил во Скопје, студирал на школата за убави уметности во Букурешт од 1920 до 1927 година. Потоа година и неколку месеци престојувал во Париз, а по враќањето во Скопје ја организирал својата прва самостојна изложба. Меѓу двете војни Мартиновски излагал во Скопје, Белград, Загреб, самостојно, групно, заедно со други сликари во земјата, во странство и уште тогаш се бројува меѓу најпознатите југословенски сликари. За време на војната една година се повлекува во Крушево. Тука ги слика своите пријатели, роднини, старите крушевски куќи. По војната го оформува Средното уметничко училиште во Скопје, а 1948 година станува директор на новоформираната уметничка галерија во Даут Пашиниот Аман. Продолжува да работи со голема енергија и динамизам, организира и изложува во земјата, во странство, се до 7 февруари 1973 година, кога смртта ненајдејно го прекинува неговиот животен пат.
Мартиновски слика и пейзажи и мртви природи, но најмногу портрети. Тоа портрети на обични луѓе од предградијата со сите болки, радости, секојдневни грижи. Слика сцени од народниот живот, луѓе во градски, селски носи, автопортрети, сцени од кафеанскиот живот, сцени од крушевскиот живот и неговиот најчест мотив мајка со дете. Во галеријата може да се види еден избор од неговото творештво, значи слики од сите негови фази, така да може да се добие представа за него како уметник низ сликите што се изложени во галеријата на Мартиновски. Сликите во галеријата се највредниот дар што Мартиновски можеше да им го направи на своите сограѓани, на својот роден град со кој беше поврзан со длабока љубов и кој често го посетуваше. Во овој град нема да биде изненадување ако и туристот или граѓанинот открие нешто досега неоткриено од крушевското богатство. Така, во соседната куќа до галеријата Мартиновски, при реновирањето на зидовите е откриен фреско живопис, засега единствен во нашава република. Тоа се всушност елементи на флора и фауна со карактеристични форми за минатиот век. Според оценките на стручњаците, фреско живописот има извонредна уметничка вредност. Насликан е од вешти раце на македонски зограф и тоа крушевчанец. Се претпоставува дека и во другите куќи постојат фреско живописи. Крушево денес се капе во прекрасно летно сонце, а во крушевската сенка може и да ви залади. Го обвиткуваат две големи шуми од столетни дрва. И покрај големата надморска височина, Крушево е топол град. Просечно, годишно има 2263 сончеви часови. Средната температура изнесува 11,5 степени, а во јули просечната температура е 20,5 степени. Но овие летни климатски крушевски специјалитети се само голем потенцијал за развој на летниот туризам. Взима Крушево е нешто друго. Планината баба станува млада невеста. Незината бела, раскошна пелерина достигнува дебелина до 100 сантиметри и се задржува 90 дена во годината. Тогаш туристите го уживаат сето богатство што природата го создала. Сепак, ова орлово гнездо на 1250 метри надморска височина не е докрај откриено. Во сите овие правци и во сите негови страни на светот се надзира иднината. Дали како туристички центар или како некаква стопанска и девизно-финансиска енклава или како град-музеј и универзитет на македонската историја или како се ова заедно, опциите се отворени.